Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН, ја плаќаме цената на скопскиот хаос и на сообраќајните метежи. Тој задосни, но остана доследен на поканата да биде присутен на денешниот разговор, посветен на тоа што по Законот за јавно обвинителство и какви се изборните очекувања на ВМРО ДПМН. Мој впечаток на овој перон на утрински брифинг си се размина лутите противници подпредседателите на двете партии, но Мухи и Александар се поздравија джентлменски. Тоа е прв знак дека политичката борба ќе биде джентлменска или ќе биде жестока? Па мора да биде джентлменска. Мислам дека се обидуваме и ние како ново раководство на ВМРО ДПМН да наметнеме еден друг стил на однесување. Мислам дека е доста на Македонија од целата таа напнатост. Јас во една прилика спомнав, ја ќе кажам и сега кај вас, емитувањето на првите прислушувани разговори беше февруари 2015, денес е февруари 2020. Политичката криза во Македонија трае 5 години. Цела Втора светска војна овде во Македонија била 4 години. Така што е неодржливо за било кого да продолжи оваа политичка криза, особено за луѓето. Мислам дека ги избудалевме и ние и СДСМ, и мислам дека е потребна стабилност на Македонија и мир, како и да завршат изборите. Треба да заврши кризата и да имаме еден дух на соработка во следните години кои што доаѓаат. Николовски, ајде го забрзаме локомотивата. Да почнеме од тоа што навестувате, а тоа кои се правните инструменти што ќе барате, Пендаровски го подпиша законот, евентуално проценување на постапката во собранието, бидејќи мислам дека законот тешко е дека може да го оспорите. Денес нашиот правен тим, правната комисија ќе ги разгледа сите можности, има постручни луѓе од мене тука да кажа, но можам да го споделам моето искуство, бев долги години пратеник. Додека јас бев пратеник, ваква работа не се случила. Значи не се случило да закон не биде изгласен и потоа председателот на собрание, кој да е, да каже ќе го повториме гласањето, ова не важи затоа што не ни одговара. Прв пат ја изгледам ситуација во која што закон не е изгласен и се повторува гласањето за 5 минути. Сега Уставниот суд е една институција која што мора да се изјасни по однос на оваа работа, затоа што немаше јасно изразена волја и не беа постигнати бројките. Доколку постојат и други инструменти, денес нашиот правен тим секако дека ќе ги каже. Николовски, можам да кажам дека не сте така сервилни кон меѓународната заедница, за да го поставам прашањето, го слушате ехото на Брисел, во кој двајца врвни функционери, германскиот министер Рот, велат дека е добро што законот за јавното обвинителство е донесено во пресред на можноста да се добие датум за преговори. Па, видете, било кој функционер надвор од Македонија секако дека ги гледа резултатите. Резултатот е дека законот е изгласен, а каква е содржината на законот е нешто што ќе се цени само доколку јако се отворат преговори. Во моментов гледаат дека законот е донесен, честитаат, како и за било кој друг договор претходно. Она што ме загрижува во однос на овој дел, мислам дека како ќе доаѓаат изборите, ќе има поларизација на нашите поддржувачи, од една страна социјалистите, од друга страна овие десничарите од Европска народна партија. Тие пораки биле злоупотребувани во минатото, не гледам дека нема биле злоупотребувани и во кампањава. Не е тоа коректно, но една таква ситуација, например, господинот Рот е силен представник на Социјалдемократската партија во Германија. И таа пракса, мислам, треба да ја напуштиме после изборите. Многу имаме заменување после избори. Добро, Меркел Рот го прати у времето на владата на Груевски, ама тоа не е толку битно сега. Не мислам дека тоа Меркел го прати, ама и да не враќаме нас. Да се задржиме на перонот на меѓународната заедница. Има една димензија која за мене изгледа нелогична. А тоа е фактот дека само пред 48 часа бевте во рамките на еуфоричното изјаснување за протоколот за НАТО. Тоа е продолжение на ВМРО-ската историја дека сте иницијатори на НАТО декларација и така натаму. Но од друга страна полна устави е дека преспа ќе ја нивелирате, ќе ја реновирате, реконструирате и така натаму. Изгледа ли тоа логично да гласате за НАТО, а НАТО може ли без преспа?
Секако дека ние гласавме за НАТО и сме силни поддржувачи. Спомнавте за историјата на партијата, тоа е фундамент на нашето постоење. Уште и пред да се формира партијата, предци наши лежеле по затвори заради барање Македонија се сојузува со западните сили. Тоа не е дел од фамилиите. Од друга страна, сите бевме свесни дека некаков договор со Грција е потребен. Не затоа што сакаме, туку затоа што тоа беше реалноста. Но ваков договор е апсолутно најлошиот кој што Македонија можеше да го добие. И наше полно право како политичари е да се бориме за нешто подобро. Ние кажавме кои се условите да тоа го направиме. Едната варијанта поврзана со промената на уставот е да освоиме двотретинско мнозинство, втората варијанта е да седнеме на иста маса со Грција. Се знае како се седнува на иста маса, брз тек на реформи и членство во Европската унија. Тие се двата начини на кои што можеме да се бориме. Во исто време, никако не можеме да одиме против нашите принципи, а кажав, еден од фундаментите на партијата е западното сојузување. Се уште не ми се јасни концепциите на ВМРО-ДПМН, вклучувајќи и тоа дека до вчерашниот министер за надворешни работи заговараше промена со додавки и така натаму, се отиде со таа концепција 2008 на Букурешт, а сега се обидувате на решението што реално е ратификувано индиректно и директно пред меѓународната заедница да создавате неволји. Меѓу другото, таа можност на така наречениот национален патриотски нагон кај Мизрахи сепак мораше да води сметка дека е министер во владата кој мора да ги почитува ратификуваните договори. Мислам дека проблемот со Рашела Мизрахи е друг. Еве да го кажам моето мислење, сум имал прилика до сега. Мислам дека на СДСМ им се случи неочекуван ефект од техничката влада, кој што го нема во калкулација. Прво, не очекува господјата Мизрахи за министер. Во ниедна комбинаторика не очекува дека ќе биде министер. Второ, има испади на одредени нивни членови за кои што сакам да верувам дека не беа оркестрирани од врвот на партијата, кои што не се слушнати во Македонија. Трето, традицијата на СДСМ, ако традицијата на ВМРО е оваа за која што зборувавме, потекнува од Комунистичката партија на Македонија, која што се била, ама не била ова за што ги видовме последниве недели врвни членови на СДСМ. Паралелно на тоа покажа голем активитет и мислам дека бараа начин како да излезат од целата работа. И второ, мислам дека Никола Димитров, кој што факт е дека делува соло во целата ова констелација сите овие години, направи потек кој што не ми изгледаше за координиран и после тоа за нив беше точка од која што нема враќање. Ако гледате кој е губитник од тие потези, секако тоа е СДСМ. Ја лично мислам дека Димитров не ги познаваше институционалните форми и направи апсолутно, јас се согласувам со индивидуален процес. Не може да биде он мандатар на владата и да нуди разрешување. Негово е да соопшти дека има вербална нота. Како што морам да признам дека со иста таква жестина треба да се однесува и кон Атина во однос на почитувањето на преговорите со односно реализацијата на Преспа. Знаете како е кај него? Желбата му се гледа да биде мандатар, но ајде, тоа лични желби не би ги коментирал. Договорот се подпиша и мислам дека и тоа е свесен дека е лош, но сега трудејќи се да покаже дека не е лош, оди во други крајности. Ние го коментиравме тој дел. Јасен е договорот. Дете од второ деление може да разбере дека има преоден период од 5 години. Тој преоден период од 5 години кај нас се случи за 5 недели. Димитров, здравие кога ќе имаме пристап во Министерството за надворешни работи, ќе извадиме и повеќе документи, пушти вербални и писмени ноти до Грција кои што договорот не ги бараше, поврзани со македонскиот национален идентитет. Сето тоа, мислам дека само беше негово силување да покаже дека договорот е добар, иако сите ние, што и голем број на членови на СДСМ само знаат дека не е добар. Добро, да не губиме време за Мизрахи. Мизрахи е веќе на оној начин помината личност и во владата, па мислам дури и дека кај вас, до толку повеќе што предполагам дека сте знаеле кога сте ја номинирале дека низините родители учествуваа во целиот пакет на враќање на имотот на евреите од Македонија и дотолку повеќе што таму има прилично симптоматични одлуки на одредени скопски евреи кои
не им бил вратен имотот, но тоа не е резултат на само на семејството Мизрахи, меѓутоа има елементи на сомневање дека баш не постапувале по право и правдата. Се враќаме на законот. Лидерот Мицковски веднаш потоа рече криминалците направија сојуз со власт. Во исто време, како да се наслутува дека ќе експлодираат нови бомби од скутот на ВМРО, од Мицковски на ВМРО ДПМН. Ги чувате, ќе ги изведете пред чистина, до толку повеќе што сега е тоа спротивен на одреден начин со овој концепт на јавното обвинителство. Па, основната причина зашто Заев брзаше и го форсираше законот и го одби нашиот предлог експерти да го напишат законот и како го напишат така да го гласаме без наши интервенции во него е членот 110. Членот 110 обезбедува 3 амнестии. Обезбедува една амнестија на сите функционери од СДСМ, вклучувајќи го и Заев, за кој што има индиции за сторен криминал. Според моје мислење, обезбедува амнестија и за дел од случаи кои што се веќе отворени во редовното јавно обвинителство и обезбедува амнестија за оние од ВМРО ДПМН кои што претходното раководство на ВМРО ДПМН кои што влегува во сојуз со Заев. Јас сум зборувал за ова дека има два типа на случаи. Едните кои што се во сојуз со Заев, таму судијата заборава по 90 дена да свика рочиште, и вториот кои што не се во сојуз со Заев, каде што одат судски случаи по 12 часа на ден, па утредента пак. Така што членот 110 ја обезбедува ова амнестија и за тоа треба да е свесна македонската јавност, но и албанската опозиција, која што, да бидам искрен, се зачудив зошто гласаше, имајќи предвид дека тие на тој начин ги амнестираат своите политички опоненти, со кои што треба утре да се судрат на избори. Таа амнестија стои, колку ќе издржи ќе видиме. Наша цел е тоа да го промениме и да нема неказнивост за никого, без разлика од која политичка партија е, затоа зборувам за сите политички партии, но факт е дека со законот се изгласа. Во однос на она што ние го имаме како индиција за криминал, некаде од втората половина на минатата година почнаа луѓето да се ослободуваат и многу луѓе доаѓаат кај нас со сознание. Морам да кажам дека значаен дел од нив се само говорно пренесување, затоа што луѓето не се истражители, суди или обвинители да дојдат со факти и документи, но исто така кажавме на една пресконференција дека располагаме со одредени сознанија поврзани пред се со овој случај кој што е сега актуелен во суд, тоа е рекет 1, но и за она што ние го нарековме рекет 2, после јавноста друго нарече рекет 2, тоа е случајот со диализите и уште неколку други случаи. Оставаме на судовите да си ја завршат својата работа, но доколку видиме нелогични работи од типот ослободителни пресуди каде што сите гледаме дека има нешто друго. Велите дека се вербални сознанија. Имате писмени сознанија, ако имате писмени, зошто тоа не го практикувате на јавното обвинителство да му ги ставите достапни тие информации? Во однос на писмени сознанија, за овој случај ги имаме истите работи што ги има и јавното обвинителство, барем ние така мислиме. И затоа велам, даваме шанса на јавното обвинителство, затоа што сакаме институционално да завршат работите, да го истера тоа ни суд. Доколку го истераат тоа ни суд, ќе биде здраво за целото општество, ќе се прати порака дека такви активности не сме да има во еднината. Но доколку видиме политичко влијание, каде што ќе имаме нелогични одлуки, како што имаме во дел од случаите на поранешното специјално јавно обвинителство, кога, како што кажав, се забораваат 90 дена се свикаат рочишта, тоа во интерес на јавноста, ние се како ќе реагираме. И втора работа, во овој период кој што следува сега после распуштање на собрание, мислам дека ќе се ослободи една дополнителна енергија и очекувам да луѓе ни пристапуваат со дополнителни сознанија, кои што неселективно ќе ги вадиме во јавност. Кога ќе ги вадите, истовремено ќе ги доставите до обвинителство или се уште важи правилото дека немате доверба во обвинителството? За случаи кои што не се отворени, затоа што можеби истите и не се во обвинителство, во оној момент кога би ги презентирале во јавноста, би покренале иницијатива и во обвинителството. Ева, например, последната иницијатива која што ја покренавме е поврзана со министерот Венко Филипче. Побаравме антикорупцијската комисија да утврди дали има судирни интереси во однос на куќата која што ја гради неговата баба, значи мајка на неговата сопруга и еден од луѓето кои што добива најмногу тендери во министерството. Мислам дека е соодветно и управата за јавни приходи да побара потекло на капитал, односно на имот, за да се види дали е возможно толкаво земјиште и толкава градба да се заработи со
плата, без разлика колкава е таа плата. Така што како ќе доаѓаат сознанијата, така ќе ги вадиме и во јавноста и до институциите. Се надеваме дека институциите ќе реагираат, а јавноста ќе окаже својот суд на изборите на 12 април. Легитимно е да мисле дека криминалците направија сојуз со власта, како што вели лидерот Мицковски, но дали при тоа заборавивте на криминалите на претходната власт? Дали се задоволувате со дистинкцијата, па нели не он председател будем пештанскиот патник, за да се направи реална ограда од претходната политика која веројатно многу ќе ви тежи за време на изборите? Тоа е тема во овие 2,5 години како, односно помалку 2,5 години како сме ние ново раководство на ВМРО-ДПМН. Дел ја наметнува јавноста, дел секако ја наметнува и СДСМ, затоа што сметаат дека им одговара. Мислам дека покажавме во ова е веќе доволно долг период дека ние не штитиме никого, не се случи било кој од ВМРО-ДПМН да отиде во суд и да блокира работа на суд или на обвинителство и да оневозможи за било кого да се изведат фактите и доказите. Во иста страна мора да запре политички прогон, каде што врз основа на никакви изјави и документи имаме обвинети луѓе. Да подсетам, СДСМ одржуваше пресконференции не така долго, пред 2-3 недели, каде што самите кажуваја колку кривични пријави се поднесени против локални функционери поранешни на ВМРО-ДПМН. Рекоа дека се 300, вкупната бројка на фатени луѓе околу 3000, па откако меѓународната заедница реагираше, дека е невозможно политичка партија да знае колку пријави има и кои се офатени, што само покажува дека тие имаат комуникација со обвинителството и со судството, престанеа, сватија дека направија фаул, што говори дека се пуштаат пријави по потреба, особено такви можеме да видиме на секаде низ државата, точно се таргетираат најсилните луѓе на ВМРО-ДПМН, како би можеле да ги оневозможат да работат за избориве, но само им даваат мотив на тие луѓе. Во однос на крупниот криминал, ние сме без дилема дека по победата на ВМРО-ДПМН ќе продолжи поинтензивно да се расчистува, без разлика од која политичка структура е. Всушност, нашето спротивставување на членот 110 во Законот за јавно обвинителство покажува ние дека се бориме против амнестија и против неселективна правда. Велите за криминалот, крупниот криминал. Дали тоа значи дека приврзениците на тој крупен капитал кој на одреден начин беа кофинансиери или учествува во бизнисите на претходната власт на Груевски, ќе ги одбегнете во релациите, наспроти овие сознанија дека се уште некои од јавните личности посочени во рекет 1 се блиски или се финансиери на ВМРО-ДПМН? Не само што ќе ги одбегнеме, туку ги одбегнуваме во овие години. Еве, јас ќе бидам отворен, транспарентен, тоа е дел и од извештаите кои што ВМРО-ДПМН ги доставува, но мислам дека никој не се заинтересирал до сега да ги види. Покрај тоа што партијата има замрзнат имот, со кој што не може да располага, во моментов ВМРО-ДПМН е најзадолжена политичка партија во Македонија. Долгот надминува една сума од скоро 8 милиони евра. Кај кого? На ВМРО-ДПМН. Кај кого се задолжени? Од банка, каде што се земани кредити за претходни изборни циклуси, кога не сме биле ние раководство, до разни субјекти кои што ги имало. Тие субјекти спаѓаат ли дел од овие олигарси за кои? Не, главно се работи за субјекти кои што биле поврзани со функционирање на партијата. Не знам, и требаат основни средства за функционирање така натака. И најголем дел од тој долг е направен пред ова раководство да го преземе раководењето со партијата. Самото тоа што ние не сме во можност да го сервисираме долгот, зборува дека немаме такви релации, затоа што кога би имале такви релации, сигурно дека не би оставиле партијата со толкав долг. Тоа значи дека немате картичка со парите со кои располагаше Груевски, што инаку за која инаку важевте меѓу другото како една од најбогатите партии. Со што располагал не знам. Далеку сме од најбогата партија, ви кажав, мислам дека сме во моментов најзадолжена политичка партија, но на некој начин сме горди на тоа, затоа што ВМРО секојаш било партија на народот и нас не ни личи ни луксус, ни луксузирање. Во моментов помагаме и со сопствени средства сите ние и во следниот период мислам дека тоа ќе го валоризира народот. Ни треба поддршката од луѓето, а не поддршката од бизнисмените. Александар Николовски, подпредседател на ВМРО-ДПМН, во завршница сме на разговорот
како реакција после усвојувањето на Законот за јавно обвинителство и политичките избиднувања, ми се чини дека е манифестирана една прилично деликатна ситуација во која ви се вметна во партијата раздор. Вербалните дуели на Пешевска со Исмаиловска, жестокиот дуел на Муковски и Милошовски, кој е криминалец, што е криминалец. Може ли да дојде до нови такви разделувања на групациите, кои биле со криминалците или кои биле така наречени честни? Па, за мене тоа е завршена работа уште од октомври 2018 година. Јас бев еден од протагонистите тогаш на тие активности во партијата. Тие луѓе веќе долг временски период не се членови на ВМРО-ДПМН, иако сакаат да се представуваат како такви. Мислам дека тоа прочистување кое што се случи во ВМРО-ДПМН во октомври 2018 година си го даде својот позитивен ефект по тоа. За жал, овие пратеници кои што беа избрани на листата на ВМРО-ДПМН решија во овој период да слугуваат на СДСМ и на ЗАЕВ. Тоа беше нивна одлука, ќе се ги цени и историјата, но и луѓето кои што ги гласале, и мислам дека ќе им тежи тоа до крајот на животите, но секој ги носи своите одлуки. Николовски, престои меѓу другото, освен програмските цели за кои ќе имаме доволно време да разговараме, престои на одреден начин и подготовки на пратеничките листи, што би требало да значи реобновување и дистанцирање од претходните кадри на Груевски. Како тоа ќе го направите? Во однос на пратеничките листи, тоа е сега секако најинтересно. Особено гледам дека е интересно надвор од Скопје. Некако луѓе во Скопје имаат повеќе допири со владени функционери. Градот е силен, локалната самоуправа. Надвор од Скопје, некако пратениците се најсилните фигури. И секаде каде што одиме во овие недели, тоа е првото прашање. Сакаме да направиме една здрава комбинација помеѓу постојни искусни кадри и нови кадри во партијата, но број еден при одлучувањето ќе биде личниот интегритет на тие луѓе и како котираат во своите локални средини, зашто почнавме бројни истражувања кои што не се само анкети, оние класичните телефонски добар ден што мислите за Александар Николовски, туку е и едно интензивно комуницирање со нашето членство, како и со локалните средини, за да испрофилираме личности кои што најдобро можат да ги представат тие средини. И тука ќе се обидеме малце работиме на индивидуалитет. Знаете дека не успеавме да говориме за изборниот законник. Една од основните причини беше што наше барање беше да има мнозински модел. Зошто? Долго време улогата на пратениците, иако е многу значајна, беше девастирана од причина што откако се воведе пропорционалниот модел, сега се зборуваше за пропорционален модел, ние сега имаме пропорционален модел, бројни изборни циклуси назад, пратениците тешко поминуваат со својот индивидуалитет затоа што се избрани на пропорционална листа. И сега, например, некој е пратеник од Ресен, ама може да каже и дека е пратеник од петтата изборна единица. Ние сакавме да се врати мнозинскиот модел за да знаат луѓето, еве ние сме овдека во центар, кој го представува овој дел од центар, например, улица Илинденска, парк и така натака. Кој го представува Ресен? Кој го представува централниот дел на Битола и да не ги бројам општините. За жал не се договоривме, но имајќи преди дека застанавме за таа заложба, сакаме да работиме на луѓе кои што држат до себе и нас се ни е така полесно, затоа што мислам дека основна причина зашто сите влади до сега паѓаа, вклучувајќи и оваа на ЗАЕВ, е некритичноста во рамки на предсепратеничките групи кои што се за се што го предлага власта и против се што го предлага опозицијата. Изгледа го рече тој синдром од ВМРО-ДПМН. Затоа реков сите влади кои што паѓале претходно. Николовски, завршуваме со разговорот. ВМРО-ДПМН оди кон голема заедничка победа. Став на Мицковски. Со кого заедничка? Имајќи предвид дека остана овој изборен модел, ние сакаме да се сојузуваме со што повеќе политички партии за да направиме еден голем блок. Остануваат тука нашите традиционални партнери со кои што веќе сме во коалиција, но сме отворени и за многу други политички субјекти, веќе имаме интензивни разговори.
Дел од нив се нови политички субјекти, дел од нив се субјекти кои што се дел од сегашнава коалиција на СДСМ и дел се субјекти кои што настапувале самостојно. Мислам дека позитивно ќе изненадиме и тоа ќе е еден широк фронт. Искрено Сега речено, сме очекував дека ќе кажете бараме и партнери во албанската средина. ме пресековте. Добро. Сега кога сме отворени и за политички партии на македонските албанци во целиот период и во период пред избори и во период после избори, затоа што секако факт е, реалност е во Македонија дека албанската заедница треба да биде представена во владата стенна која што ќе се формира од страна на ВМРО-ДПМН. Благодарам Александар Николовски, Благодарам јас. потпредседател на ВМРО.